Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Во уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Го молам колегата Боцевски да гости телефонот од Сабајле. Знам дека може би има некој интересен податок кој му стига во реално време, но за нас во моментов не сме да има ништо поинтересно. Нас и гледачите и слушателите. Да. Добро. Ивица, ово утро ќе коментираме изјавата на Чеда Јовановиќ. Ајде одиме со Чеда прво. Чеда имаш една... А после одиме со патриотизмот од поларните кругови. Кој бе? А вчера не виде изјавата на премиерот да, Рејкјавик. но тоа е во втор дел. Да, во вториот дел одиме со поларен патриотизм. Значи со во првиот дел да го испоштуваме Чеда Јовановиќ. Не, нема да го испоштуваме, ама ајде. Добро, тоа е во... Да. Чеда Јовановиќ е поранешен лидер на движењето Отпор, еден од лидерите на движењето Отпор, кој го сруши Слободан Милошевиќ од власт на почетокот од 21 век. Па, види се, ајде да не му даваме преголема како се вика тоа тежина на човекот. Тој себе си тој се појави на сцената некаде конкретно на 96-та година, почетокот на 97-та година, кога студентите во Србија излегоа на протести, затоа што Милошевиќ беше алчен, односно тој победи на едни избори, меѓутоа во вториот круг ги изгуби клучните општини во Србија. Значи, пази се, он победи на тогаш ми се чини беа сојузни избори. Тогаш беше ли Сојузна република Југославија, Србија и Црна Гора заедно, но во вториот круг изгуби сите поголеми градови. И во тој момент имаше една забеганост кај него, како што има често на Балканот. И тужмен патеше од таа работа. Особено кога толку долго... Да, си човек на власт. И тие прибегнаа кон едно најодвратно, најселјачко поништување на изборите. Дури имаше записници, Липшо не си видел такво нешто. Кај што гласовите беа прешкртани, па ставени нови, па прешкртани уште еднаш, па трети глас. Да ја скратиме. Не, мора да скратиме, да кажеме кој е човеков. Не сакам легенди, не сакам митови. Он беше студентски лидер, како студентски лидер, кога студентите горе-долу веќе ги реализираа своите барања, кога веќе заминуваше тој, како да речеме, студентски бран, тој, заедно со неколкумина други лидери, влегува во Демократската странка на Џинџич, на понуда на Џинџич. И почна со на движење Отпор, нели? Не, Отпор не беше во Отпор. Он беше во Демократска странка, во Отпор не бил никогаш. Да? Он беше само во студентското движење 96-97 година. Отпор беше нешто друго. Добро. Во Демократската партија на не на Србија, тоа беше на Џинџич, напредуваше до највисоко и секогаш вадеше за протежена Џинџич. Значи немаше некоја база, некои корени во партијата, меѓутоа одеше до самиот врв. По убиството на Џинџич, кога дојде Тадич, беше познат нели во Србија по тоа Чедо жениме затоа што тоа студентскиот протест, Липшо, на студентските протести многу атрактивен беше. Ти си тогаш колку 5-6 години. 5-6 години, да. Така. Јас сум учесник, иначе таму сум држал говор пред нив. Овакво. Сега, и од кога се испокара со Тадич, направи нова партија, се викаше Либерално-демократска партија, кај што го собра, да речеме, оној граѓански дел од Србија, така? Најчешка српска некоја Павле Богоевски, некој српски. Види, срамота е да правиме, срамота е да правиме споредба измеѓу луѓето кои што беа, таму беше едно Латинка Перовиќ, се знаеш, онака Латинка Перовиќ, как не може да споредуваме со овие ликови што ја кажа никако. Така. И Чеда успеа да влезе во парламент. Неколку циклуси влегуваше во парламент. Но потоа престана да влегува во парламент, едва и... Не, потоа се појави една чудна снимка. Кај што он е на некој камп таму во Хималаите, некој си таму туризам ексклузивен и така натаму, кој што кошта невидени илјадници евра. Покажуваше раскошен животен стил. И пропадна политички. Од кога пропадна политички, едно време му се закачи на Вучич. Мислам дека уште му е закачен. Пардон, он сакаше да му се закачи на Вучич, меѓутоа Вучич, како да кажем, си го злоупотребуваше, условно кажем. И сега излегува со една луда изјава.
Ајде изјавате каде што не знаеме дали го злоупотребува. Не, тоа ќе го анализираме. Што вели во изјавата? Значи, во изјавата парафразирам, сега да не го цитираме толку дословно, вели дека Србија се откажува од Косово, но ќе добие Македонија. Да. И сега, ајде да идеме корак по кораком. Да идеме во една Корак анализа. иде по кораком, значи вака. Види, прво оваа изјава е доказ дека Вучич се уште го злоупотребува Чеда Јовановиќ, затоа што на еден или на друг начин преку ваквите наративи Вучич се обидува да контролира. Ја па не мислам така. Се обидува да ја контролира јавноста во однос на тоа што ќе се случи доколку доколку Србија и де факто потпише тоа што треба да го потпише во однос на Косово. Сега, Македонија е своевидна мета за подкусурување, не дека србите сега ќе дојдат и ќе ја земат Македонија, туку оној проект Отворен Балкан, кој сега нешто проект го на нема. српска хегемонизам? Не. Ајде да ти кажам што станува Значи збор. они креираат таков не, наратив. Не, ова нема врска, види. Тоа е некоја моја идеја. Да, Второ, само секунду, што те молам да го искажам. Видете, сосем нормално и очекувано е, иако се работи за наш голем пријател и веројатно најблиска земја, ако нешто е најблиско до македонец, тоа е Србин, значи да се разбереме. Тоа е историски сега го потврдено, но и покрај се, и покрај тоа што Србија се покаже, единствениот спор што го имавме во однос на црквата го надминавме и еве го ставене во некоја фаза на завршување, но сепак она што нас треба да ни биде јасно е дека кога соседите наши гледаат дека ние попуштаме пред Грција, попуштаме пред Бугарија, во однос на албанците во Македонија кои живеат, ние имаме една ситуација на своевиден апартхејд, затоа што ние имаме 80% македонци, 75% македонци се застапени во власта помалку од 47-8%, која ќе видите као министри, број на министри. И кога гледаат дека практично секој овде може да си игра со македонците, нормално е и кај соседите и со најдобри намери тие што се да се активираат некакви максималистички барања, особено кога тие соседи гледаат дека македонскиот народ е баш благопријатно настроен кон нив. И си викаат, чекај, па гледај, бугарите користат, грците користат, албанците користат, зошто и ние да не добиеме нешто од оваа салата наречена Македонија. Значи, прво не е така, ако нешто покаже Вучич, покаже дека прави една ладнокрвна анализа и дека уме внимателно да ја води својата регионална политика. Тоа е прво. Второ, ова изјава, еве да видиме кому му иде во прилог. На Тач? Не. Ова изјава иде прилог само на Бугарија. Зошто? Затоа што во моментот кога се толку блиски македонско-српските односи, ова изјава ги руши македонско-српските односи. Добро, да, таа теза држи. Ако излезе официјален Белград со ваков став, сето она што го работеше председателот Вучич сите овие години се руши со еден потек. Тоа е прво. Второ, ако гледаме кои биле земјите спонзори околу ова на Чеда Јовановиќ, тие земји спонзори во моментов ја тераат Македонија да пристапи кон промена на овие уставните промени. И мене ми делува како еден вид на намалување на притисокот кон... Да не заборавиме и дека истиот Чеда Јовановиќ редовно доаѓаше во Македонија кога Зоран Заев беше премиер. Апсолутно. Дури се вртеа и некакви муабети дека е негов неформален советник. Сигурно. Аби види, како да ти кажам, проблемот е што тој од еден перспективен и потенцијален политичар се сведе на оваа карикатура. Во моментот веројатно е кој ќе даде повеќе. На тоа се сведува. Меѓутоа, сигурно има некои длабоки врски со некои длабоки држави поврзани со некои македонски стратегиски. Види, ајде да бидеме... Значи, ова изјава не е српска. Ајде сега вака убаво да ја прочитаме изјавата. Вели, на Србија и се нуди Македонија која нема да постои. Во интервјуто за српските медиуми пренесена на социјалните мрежи председателот на Српската либерално-демократска партија ЛДП Чедомир Јовановиќ вели дека Србија
во замена на Србија во замена за Косово и се ветува Македонија. Јовановиќ, кој беше близок и му помагаше на Зоран Заев да дојде на власт, вели дека ЕУ го измамила Заев кога го убедувала да го смени името во замена за влез во Унијата. Лидерот на српската ЛДП вели дека според понудата од ЕУ Македонија на тој начин нема да постои. Јовановиќ во српската јавност, влазиш за човек близок до ЕУ и НАТО, сега ќе пушти ми изјавата, ќе се обидам, се не знам колку ќе се слуша, затоа што од компјутер ја пуштам, но окей, режија сега. Сега ќе пушти ми изјавата, ќе се обидам, се не знам. Предвалио мало Македонije, taj sever Kosova i onda evo ti i Crna Gora i Republika Srpska. Rešit ćemo problem Makedonije tako što neće postojati i to se dešava već 3 godine. Знаеш, ама кога го слушам Чедо Ивица, изгледа како тој дури да не брани. Не, Знаеш, не брани. Тој вели, решит ćemo, практично во оваа изјава Чедомир Јовановиќ ја напаѓа Европската Унија за неискрен однос кон Македонија. Дека ЕУ му ветувала на Заев дека ќе смени се и ќе не примат нели таму, а сега кога тоа баш и не оди така, ЕУ размислува за распад на Македонија, па дури и ја нуди Македонија нели на Србија како плен во замена за откажување од Косово. Ова е малце поинаква доктрина, ова е геополитички Не, ајде, нешто сака значи да... неговата партија Љупчо веќе не постои. На претходните избори не била никаде, ни во Не бе, коалиција, добро, ни во сега го било. гледаме како интелектуалец некаков, како Абе некаква интелектуалец. фигура. Кога важил Чеда Јовановиќ за интелектуалец? Знаеш, важил за многу работи за интелектуалец, не. Као важил, сега да бивши видим. политичар е, го гледаме у Као тој поранешен политичар, еве, така Да. можеме да го кажеме. Да. Дури има една друга, како да речам, една друга закономерност на Балканот. Колку еден балкански политичар е помалку релевантен, толку повеќе се расфрла со мегаломанија. Дели држави, дава држави на друго место, се бори заедно со Америка или се бори заедно со Русија, не знам, светов го решава и така натаму. Тој е комплетно релевантен лик. Единствени моменти кои што сакам да ги, еве, убаво кажа, пријателството со Заев и со пријателството со некои луѓе кои што веројатно нам не го донесува Заев овде. Оваа изјава. Види, во оваа изјава иде контра ЕУ, ме разбираш? Да, не, ама оваа изјава не само што тоа. Оваа изјава е антисрпска, како што реков, и оваа изјава иде се на бугарска воденица. Дека нашиот најблизок сосед замисли покрај тоа што е толку блиски, они имаат за нас некои ама некои чудни гледишта. види, он ја обвинува Европската Унија, тоа е разликата. Да. Значи, он вика ЕУ нив ги измами, го сменија името, ги лажеа дека ќе ги интегрираат во ЕУ, а сега наместо тоа вели ги нудат на нас како плен. Да, ја не мислам дека некоја нуди Македонија Дека го измамиле Заев. А види, ова може би и да е позиција на Зоран Заев. Знаеш, може треба да поразговараме со Зоран Заев. Да. Дека него го измамиле. Еве закажи сведба со него. Не, треба да го викнеме во студио господинот Заев. Ја баш многу сакам да чујам што е он? Поранешен лидер на социјалдемократска. Да, поранешен лидер на премиер, но што може он да ни каже за квалитетно владење да го оцени Ковачевски, се прашува. Па веројатно многу може да ни каже, што знам. Да, но веројатно ова е нешто од Заев што доаѓа. Затоа што гледаш како он наративно го брани Зоран Заев дека него го пуштило ЕУ низ вода за сега Македонија да ја. Ова анализа уствари од Струмица доаѓа, знаеш? Ништо чудно. Иначе, ако отидеме на веб-сајтот поранешен на Српско ЛДП, добиваме лекови за простата. Чекај, ldp.rs, еве. Ама не, тоа е поинако, е ldp.org.rs. И за, еве, еден друг проблем. Само секунда. Да. ldp.org.rs. Не, ldp.rs беше нивната страница. Да? Да. Сега некој, следиме нешто, политика српска една друга, така што ЛДП.rs, еве, види ЛДП.rs, ке ти излезат некој центар за либерално-демократски студии. Нема ништо. Проба, еве. Да. А еве СНС.org.rs, Српска напредна странка. Тука еве го Вучич. Значи,
Чудно, многу чудно, морам Значи да многу кажам. чудно и мислам дека не само тоа, него ајде да видиме таму во српското претседателство да најдеме кај Вучич, а и кај неговата партија контакти од тие што им се гласноговорници, а исто така и на опозиција и да прашаме српска опозиција да ги прашаме добро што е работава. Се согласуваш? Да, апсолутно се согласувам. Да. Ќе го направиме тоа. Чисто вака да знаеме што истовремено види, имаш се пази се. Овдека имаме неколку дена дебата околу тоа што рекол Чедомир Јовановиќ, пропаднат политичар. И тука се креваат теории демек што Србија има за нас идеи. Од друга страна имаш земја која што има предложено документ при Европската унија дека него признава македонскиот јазик како посебен. Тоа е окей. Така. Знаеш што Таа земја има притисок врз Македонија да го промени уставот. Таа земја не го признава македонскиот идентитет. Александар Јорданов, пази се, истиот ден кога беше ова со Чеdo Јовановиќ, овдека насред Скопје, поранешниот бугарски амбасадор Александар Јованов, сега пратеник на европратеник од Сојузот на демократски сили, тоа една мала партијичка беше огромна во коалиција со ГЕРБ. Излегува овдека насред Скопје и држи нас лекции дека Гоце Делчев бил бугарин. Те текнува. И слушам дека било оштро. Ке треба да видиме со луѓето кои што таму биле присутни, гледаме Александар Николовски бил присутен од ВМРО ДПМН, била Мираковска присутна од СДСМ и нашиве интересна работа, мораме да поздравиме, сите станали и почнаа да реагираат, вклучително и албанците. Кога сме кај тоа дека сите сме обединети во ставовите, вчера тоа го покаже и премиерот. Ама за тоа по паузата, ајде да го завршиме само овој дел. Значи Види, јас пак ќе кажам, ја одам сега у онаа линија од почетокот, видов дека не е она максималистичко, некакво шовинистичко понашање на Чеdo Јовановиќ, туку ја критикува Европската унија. Но, немојте да можеме слободно да очекуваме дека ние сега ќе бидеме мета за подкусурување на сите. И тоа не е, кога велам ние, мислам на нас како општество, целосно. Видете, ние македонците сме денес жртви, верувајте дека при пристапување со ЕУ истиот проблем ќе го имаат и властите кои живеат во Македонија од Романија. Верувајте. Нема. Не. Кога гледаат сите земји со максималистички погледи кон одредени работи, например, Романија, знаете, има она сулуда политика дека властите Ама голема земја е, имаат и живеано својот национализам. Верувај. Види, Романија е земја, пази, Романија беше 20... Од тука, знаеш, ама од без... тука. Не. Романија е земја што ги има и живеано својот патриотизам. Ке видиме. Ке видиш, ама не, види, ги спречели Хрватите и Хрватите имаат власт онамо на Истра и така натаму. Не ги спречи, ја знаеш. Хрватите се народ кој вадел тенкови, се борел за да ја направи својата држава. Ако сакаш, еве сега да бидам брутално па зашо искрен, тогаш, еве, далеку поголемо е влашкото малцинство во Србија, зашо таму не го прават тоа романците? Па ќе го прават. Нема да го прават. Ке видиш, еве да се кладиме дека нема да го прават. Секој кој има некакви макси плюси, Србија исто е земја што дигнитет покажува. Во изминатите колку години против цел свет иде Косово, не се откажува од Косово. Ме разбираш што сакам да ти кажам? Никој не се закача со земја која покажува сакаш да кажеш ова е село без кучиња овде. Па нели гледаш, па кога бе бугарите почнаа да имаат проблем со нас? У моментот кога се случи Преспански договор. Пред Преспански договор имаше ли било каков проблем Бугарија со нашата евроинтеграција? Тоа со историја на страна, тоа глупости што учат имаш, они почнаа одамна. Значи, они почнаа одамна, видите. Сега, одамна почнаа. Сигнали, се беше тука на маса. Требаше ние само да споиме логиката. И не само тоа. Дури и во времето на предходната власт на Груевски, едно од ветата не дојде од Грција, од Бугарија дојде. Да ми текне само како 2012 или 2013. Ама зашо беше тоа? За овие работи исти. Значи, тука си беше тоа, пази. Од почеток, да не забореме, првата државна посета, ние мислевме готово, ние со Бугарија први браќа, они не признале први, доаѓа овдека Желју Желев. Првата државна посета беше прекината. Ова е скандал кој што беше скриен од Бугарија и од Македонија. Зошто беше прекината? Одби Желју Желев да подпише договор кај што пишува дека на бугарски на македонски. Да не се лажеме. Тука беа работите. Тука беа коцки. Големиот Желју Желев кој нас не призна први, големиот пријател на Македонија. Да, факт. Значи,
ја прекина посетата затоа што одби да потпише договор на македонски и на бугарски. Пази, значи да не си играме играчки. А видете се вака. Ова што сега ќе ви го прочитам, што го барам во моментов, е колумна, една сулуда колумна која ја прочитав така трчајки од вчера, од завчера колумната, на поранешна пратеничка која земала плата од наши пари, се вика Никица Корубин, напишана е за некој бугарски сајт во Македонија кој се вика Трибуна. И не е проблем што ги застапува ставовите. Пази го ова. Вели дека македонизмот е најголем непријател на македонците. Пази ја сега, алтернативната историја на Македонија. Може да ти ја читам? Ајде, ја знам, добро. Вика, затоа да се подсетиме, Република Македонија станува независна држава на 8 септември 1991 година после референдум кој од старт ни ја става јамката, невидливата јамка, дали сте за суверена и независна држава со право да влез во еден сојуз на суверени држави на Југославија. Можеме да го сметаме како итар или брилјантен потек за воопшто да можеме да помислиме на независност што од денешен аспект воопшто не делува претерано. На 15 јануари 1992 Република Бугарија прва ја признава независноста на Република. Чекай, само, еве, пак ќе преведеме после, да, може? Да. Прашањето врз на кое што Хрватска стекна независност на хрватски гласи вака. Јесте ли за тоа да Република Хрватска, као суверена и самостојна држава која јамчи културна автономија и сва граѓанска права Србима и припадници на других националности у Хрватској, може ступити у савез суверених држава с другим републикама, во заграда, приема предлогу Република Хрватска и Република Словенија за решење државна криза со СФРЈ. На ова се одговарало со да и не во Хрватска и врз нова Хрватска става независна. Значи, можеме да го преведеме, еве. Дали сте за тоа Република Хрватска во суверена и самостојна држава која што ја гарантира културната автономија и сите граѓански права на србите и припадниците на другите националности во Хрватска да стапи во сојуз на суверени држави со другите републики во заграда според предлогот на Република Хрватска и Република Словенија за решавање на државната криза на СФРЈ. Еве го хрватското прашање, значи јамка околу врата имала и Хрватска, што е во ЕУ, одиме понатаму, ајде. На 15 јануари 1992 Република Бугарија прва ја признава независноста на Република Македонија, на истиот ден кога Бадентеровата комисија потврдува дека се исполнети условите за меѓународно признавање на државата. Стануваме членка на Обединетите нации на 8 септември 1993 година врз основа на резолуцијата 817 на Советот за безбедност под привремената референца БРМ. Се до решавањето на спорот за името со Република Грција, со која први односи воспоставување со подпишувањето на времената спогодба во 1995 година, во која треба да регулираме три клучни работи. Името на државата, односно неможноста да имаме монопол на терминот Македонија, значи преамбулата на уставот и инсистирањето и имплементацијата на голема Македонија и конечно не мешање во внатрешните работи на соседите, односно прифаќаме делење на македонското. Каде тоа сме прифатиле ние со времената спогодба делење на македонското? Кој е составен дел од идентитетот, културата и историјата на Грција, Бугарија и делумно на Албанија. Како што е наш собствен идентитет, историја и култура како современа држава и политичка територија. Значи ова е некаква историја која никогаш не се случила. Не ова е некоја паралелна историја. Значи никогаш, почитувани слушатели, Македонија не го делела македонското со никаква времена спогодба. Значи, не бе никакво. И нигде не подпишала дека ова како Македонија е дел од историјата на Албанија, не го разбирам ова. Република Албанија. Не, знаеш на што мисли? Ако ја гледаш отоманска Македонија, во отоманска Македонија дела и во Албанија, дела и на Косово, Каченичка клисура, нели? Дури и општината Трговиште во Србија е во Србија, така што треба да ја упатиме да дополни дели од косовската и од српската историја, сега да бидеме нели објективни. Република Албанија ја признава Македонија на 24.12.93 од соседите, а севкупно меѓу последните
е Република Србија која ја признава независноста на Република Македонија во април 96-та. Кратко пред истегот на периодот од 7 години во кој требало да биде решен спорот со името со Грција според времената спогодба од 95-та година, а воениот судор во Република Македонија од 2001 година кој завршува со мировен Охридски договор за почитување на правата на албанците и престанок на нивната систематска и институционална дискриминација наследена од поранешната СФРЈ. Гледај што пише. Ве молам. Спорот за името на место за седум е решен за 23 години, а подпишувањето на Преспанскиот договор на 17 јуни 2018 година, а стапен целосно на сила во 2019 година после уставните измени кај нас, со кои се регулираат трите клучни работи од почетокот на текстот и ратификација во грчкиот парламент, со што е конечно заокружен и потврден нашиот статус. Чека, ова е стар текст или нешто ново? Не бе од завчера во Обединетите нации. Ова не е, зашо она има од подамна ова си ги тера овие тези? И не, Ивица. Ова е дека македонизмот е најголем непријател на македонците, не постои македонизам, значи. Но она што е многу интересно е како јас со овие луѓе да се договорам што бил Гоце Делчев кога не можам да се договорам пред 5 години што се случило. Видете што измислуваат луѓе. Значи прво измислуваат дека Македонија се откажала и го делела терминот македонското го делела со времената спогодба. Второ, кажува дека некои други имале право на Македонија како што сме имали и ние, што не е точно. Значи не е точно, затоа што ние сме независна држава, они можат нивните покрајни да си ги крстат како сакаме, како што и ние може да си ја крстиме. Еве, дали на Србија би пречело ние Кумановскиот регион да го крстиме као регион Србија во Македонија? Баш ќе биде јако, ме разбираш? Мала Србија. Мала Србија да го крстиме. Или порече да го крстиме мала Шумадија, како што они сами си го викаат. Ме разбираш? Што е глупо е. Така што не ни пречи нашо грци имаат нели област Македонија. Ма добро и факт е тоа е делот... како може да го делиме ние македонското кога ние сме единствени овде кои за себе велат дека се македонци. Види, не постои друг никој на планета. Не, знаеш колку се примери, на пример, она Северна Ирска, Луксембург. Да. Значи областа Луксембург во Белгија е 3 пати поголема од државата Луксембург. Никој во Белгија не го тормози Луксембург да се именува име. Прво, никогаш Бугарија не признала нас. Да. Не, а инаку види, сега да бидем искрени. Овие ги много малци и британска некоја британците ги нервирале со тоа. Знаеш дека и ден денес Ирска никаде не е под И во меѓународни организации. Толку? Под Р. Добре, Република, нели, затоа што да се разликувал. Едно време на почетокот ги признаваат кој Јужна, а демек овие Северна, некои такви небулози. Меѓутоа, како ти кажам сега. Сега види, која империја која Велик Британија прифатила дека не може да бидат тие Јужна Ирска затоа што за себе велат дека се Ирска. Не, нервирале. Грците се избориле за тоа, знаеш. Абе добро, ама зашто ние не се бориме? Па тоа е прашањето. Ние обратно. Ние сме се викали Ирска, ние не сега Јужна Ирска ќе бидеме. Да, глупости, тој нели, да. Сега одиме понатаму. Значи прво измислица, македонците не може да го делат тоа затоа што ние сме единствените луѓе во светот кои се дефинираат себе си како македонци. Не постои друг македонски идентитет, има грци, да. Има бугари. Океј, секоја чест за нив, им посакуваме се најдобро. Но не може македонскиот идентитет да биде дел од нив, затоа што ивица тие луѓе не ни сакаат да се наречат македонци. Така што кога некој теоретизира и се прави паметен на тема идентитет, треба да почне прво. И основно, добро, се сеќаваш ли? Тоа, не. Добро. Не е дел македонскиот идентитет од нив. И не може да биде дел од нив, затоа што тие се бугари и грци и одбрале да бидат бугари и грци. Македонски идентитет може некој наш, како вие тука што ги имаме со криза на идентитет, но тоа се решава на психијатар.
Не можеш ти да бидеш и македонец и бугарин у исто време и не можеш да бидеш и грк и македонец у исто време. Можеш како регионален идентитет, ама не како национален идентитет. Апсолутно. Како народен, национален, етнички. Да, точно. Еве, Се окей, знае. македонец како некој регионален идентитет во Грција, крк македонец во смислу на кострумичен, што ќе кажеш, ке нас, ама тоа е друга работа. знаеш. Да, апсолутно друга работа. Ајде разберам некој, знаеш, дете што е од мешовит брак, македонско-грчки, па сега да има и македонски и грчки идентитет. Ама и тоа е разбирливо, нели? Ама не е ова што го... Не. Второ, Република Бугарија не ја признава Чекай се, добро, ама ти независноста знаеш на дека Македонија. кога знаеш дека го критикуваше Никица Корубин томосот од СПЦ. Зашто? Затоа што е под Македонска православна црква. Тоа бил лошо за нас. Тоа бил не знам, данајски подарок од српскиот свет да не чува во зависност, а дека ние требало да се признаеме Охридска архиепископија што ни ја нуди фанар, дека тоа наводно нас ни давало независност, затоа што знаеш се што е инсистирање на Македонија македонско, нас не сведувало само ново и ни оневозможувало да бидеме признаени од целиот свет. Не било за комплетно, знаеш, нека се. Ако Озбилно. инсистираш на Македонија и на македонски, тоа било руски свет, српски свет, не знам што. Ако гледаш да се откачиш од тоа, не можам да ги разберам тези. Нема тези, пази. Ја еве знам. И ова е спакувано дека како некоја Види. аналитика, наука, не знам што, не знам како. Веројатно, Да. веројатно, како се вика и господјата Корубин исто како и овие големиве експерти од Македонија, од глобализмот не виделе ништо повеќе од Табанов, Цекјафасан и како се вика со Бугарија. Еве јако човек кој глобално функционира, нели, кој студира во странство, работи овде, работи во странство, има регулиран работен статус во две држави, во три држави, се извинувам, ја можам само едно да кажам. Каде и да одам, кој да ме праша, што сум, ја не можам да кажам ништо друго освен дека сум македонец. Не знам, што да кажам. А добро и кога те прашуваат, Дека сум- како ти се вика земјата, како одговараш? Па, викам Македонија, некогаш, пошто, знаеш, кога имам таква официјална кореспонденција, морам да напишам Норд Македонија, навистина ми е тешко да го направам тоа, ама морам се, што да Еве, ја правам? ни тоа не го правам. Да, негде кај што мора па да штиклирам, например, е среќа на, сега, на добро. универзитетот кај што студирам Македонија под Р и е Republic of Macedоnia. Не, уште нема Старата база, добро. да. Немаат ни фиром стајано, англичаниве ваljda пробале тоа со Ирска да го имплементираат. Иако види, мора Но да што кажам сакам дека да ти кажам, да. Ивица, не можам да бидам луѓе ништо друго освен македонец и не може оваа држава да биде ништо друго освен. Еве, гледаш, Никица, немам нигде Вергина, Крафтверк ми се тука, веде мојот омилен бенд, тамо е Pink Floyd, слушаме рок н рол, уживаме во животот, читаме книги, New York Times, Financial Times, секој сабајле читам. Ние сме граѓани на светот и сме македонци, не сме примитивци. Вие сте примитивци затоа што сакате да ни го одземете идентитетот и затоа што сакате да сметаме и да се срамиме од што сме македонци. И не постои македонизам. Македонизам е измислена флоскула за да се покаже дека нели ова е вештачка творба, некаква идеолошка творба. Да, не, не. Добро. не постои. Добро, меѓутоа па ние од друга страна Македонизмот- тоа поинаку го сваќаме. Ние го сваќаме тоа како еве тоа што ние си ја браниме Македонија, тоа е македонизам, ние така тоа си го сваќаме. И тоа е окей. Ама овие што се нели затворениве, многу отворени што никој од нив, голем дел од нив немаат ни факултети завршено, мора да признаеме. Од овие глобалниве граѓани. Да. Никој од нив меѓународно нигде не се истакнал. Никој од нив нигде не ги знаат. И така натаму, тие нас ни кажуваат... Иако види, ова е барем обид да се спакува нешто во некој интелектуализам, неуспешен. Меѓутоа, види, позабавни, види, и ова го гледам исто како хумор и сатира. Многу е позабавен, затоа што не се труди да интелектуализира, да речеме Љупчо Зиков, кој излезе да зборува за митови, пак е помеша, нели, македонска крва свадба, што е, нели, литерарен Скоро текст. кафана со Зиков не можам да зборам против него, сега те молам се. Со луѓе со кои ја да ми пием, сега да се олајавам по радио. Добра, ма исто тој у кафана си го зборил, со сега тука ќе го кажеш. Е, па сега- И таму тропа вакви глупости што. Добро, у кафана, тоа што се прави у кафана, останува у кафана. Ама ке него е на канал 5 оди во само вистина Па се. сега
Тоа што отвориле кафана у Канал 5 не е мој проблем. Значи, јас исто зборам. Значи, во кафеана се социализираме, се дружиме. сега. Ама тој го продолжува на Канал 5 на дебата дебата врзана со тоа како сега. сериозна дебата. Ајде сега да ја завршиме овој дел со последната реченица на Никица Корубин, затоа што во преголемата грижа за македонското во Грција и Бугарија всушност се крие суштинската негрижа за македонското во Северна Македонија. Надвор од приматот и супериорноста на македонците од Југославија. Од оваа перспектива станува јасно што се случи во 2020 година. Се раскина последната политичка врска на Северна Македонија со невидливата јамка. Која година? 2019. Преспански која се изло. Се раскина последната политичка врска на Северна Македонија со невидливата јамка, со прашањето, односно со Сојузот. Таа е се уште тука, ама е лабава. Дали ќе се стигне околу нас и ќе не загуши или ќе се тргне и ќе не ослободи? Во голема мерка зависи од самите нас. Дали ќе го пресечеме Гордиевиот јазол или не? Во однос на невидливата јамка, можам да ви кажам една работа. А тоа е дека и македонизмот и невидливата јамка постојат само во вашите глави. Глупости се бе ова, бе. А обично, кога луѓе си замислуваат вакви работи, кога прават, кога референдумско прашање легитимно, како што имало и Хрватска, го представуваат како јамка, односно кога нешто што е ништо посебно го представуваат како голем проблем, тоа се вика деменција. Не знам како се вика, ама знам дека се глупости. Овако. Одиме со блок на реклами затоа што е толку лудо што не може ни да се коментира. Се враќаме назад во програма. Ивица, за време на паузата од читатели стигнуваат барања да ја коментираме последната колумна на Ејани Бојаджи во Нова Македонија. Кој од? Таа што за делење на вакви или онакви. Па, види, ја не сум застапник за таа работа. Значи, еве, ке бидам искрен, дури и... Почитувани слушатели, многу е жално. Но... Значи, види, дури и сега, еве, например, мојот став е многу јасен. Мене ме нервира ова околу Преспанскиот договор, се тоа што се случи, меѓутоа не можам ја да се отцепам од општеството каде што живеам. И не можам да одбијам да влезам во комуникација со сите, вклучително и со луѓето кои што доведоа до тоа. Затоа што отцепувањето од општеството може само мене да ми чудак се цепи од општество. Да. Како тоа се ќе правиме ние своји институции во општеството. И како ги вика комуњаро северџани, чекај малце, знаеш, ај полека. Полека малку. Ке направиме муабет со Јани на тема во. Не ми се допаѓа таа теза. Тоа Фрчковски на времето го зборуваше како требало да се цепат они шаремите од нас. Па види, он убаво помина, амбасадор стана. Немај така. Сега промотори на такви тези убаво во животот поминуваат. Не, ама види и таа теза што се ние прекинавме комуникација цело време додека трае шарената револуција зборевме ја и ти со нив. Дури кога не плюка, кога не черечи и така натаму. Не бе, ја искрено да ти кажам, ја имам поише. Сега ја не зборам дека ги поддржувам, не зборам дека... Ја дури тој термин северџан мене ми пречи. Ја викам, не се они северџани, нешто, они се луѓе што не се разбираат у политика. Значи, генерално, нив треба така да ги гледаш. Значи, луѓе со ограничени политички знаења. И политички погледи, малце позатворени, сега не може сите да сме ние толку слободоумни и слободомислечки, знаеш, они се малце така сакаат по директива во животот да работат и така. Не се тоа се, сега ќе ги нарекуваме северџани. Не се северџани, но сегде као што има и во било која земја свет, као што има попаметни, попросветлени луѓе, има и луѓе со поограничени капацитети. Како да кажам, и сега не треба така да гледаме на овие луѓе, не сега да треба башка тие се дел од нашиот народ, треба да им помогнеме, треба да значи се согласувам со тебе. Дури се согласувам со тебе, иако ја разбирам и реакцијата. Реакцијата произлегува од вакви колумни како на господја Корубин,
каде што се навредуваат македонците, знаеш. Не, ама зашто јас? Не, реакцијата ми е јасна, кога некој те прави, кога некој те понижува затоа што велиш дека земјава треба да се вика Македонија, кога некој заради таа изјава те прави дека ти си, не знам, недемократски, автократски, со ограничен ум, необразован, небањат и така натаму, нормално е дека луѓето ќе вратат. Ама се И сега, заболе ова, зошто здоболе Северџан? Здоболе токму заради ова ти што збориш. Боли, еве ќе кажам, луѓето кои што се само идентификуваат како се... Не. Добро, се само идентификуваат како северџани, свесни се дека плиткоумноста, како да речем. Ама и образовните капацитети им се тие. Голем дел од нив немаат ни факултет завршено, сега видовме се. Да се разбереме, луѓе. Еве, И сега пречи, од друга страна, знаеш зашто пречи? Пречи затоа што има, види, во политичката психологија, ти тоа си го проучувал повеќе од мене, во политичката психологија еден апсурд. Луѓето кога се судрат со факти кои што го рушат нивниот светоглед, многу често не реагираат на тој начин што ја исправаат својата грешка. Туку напротив, уште повеќе се радикализираат. Сега тоа викам, треба да им дајме шанси. Треба да излезат. Ја кафана ги частам, ги просветлувам, ги шетам, знаеш, малци им покажувам, им отварам нови животни хоризонти, дека не е се така затворено, дека не е... Еве сега, вика, исто, вие не можете да се отцепите од општеството, ама, навредлив термин за албанците, еве сега ќе го избришиме коментарот, нели? Без око да им трепне, ќе се отцепат. Како да не? Албанците во Македонија не сакаат да се отцепат, затоа што ако се отцепат треба да бидат дел или од Косово или од Албанија. А ако се дел од Косово или од Албанија, никој за ништо нема да ги прашува, за разлика од тука, кај што гледаме дека држава си водат луѓе, така. Не сите албанци, тоа се луѓето од Дуи се. Тоа се да бидеме искрени, окей, но дека албанците сакаат да се цепат од Македонија, не сакаат да се цепат од Македонија. Иако има радикали помеѓу албанците кои се сонуваат за голема Албанија, сега да бидеме искрени. Радикали има сегде, значи. Да, и не само тој, и борбата УЧК кажа Стојанче пред некој ден, ја почна за таа работа, не ја почна за нешто друго, да. Апсолутно. Но не е ништо толку страшно, не е ништо толку трагично. И на крајот на грижата не се отцепени албанците од општеството, напротив, гледаме каде и да одиш. Ако функционираш во држава, посебно во главниот град, не можеш да не се сретнеш не со албанци, со било кој од Македонија. Обично ви од диаспората се така порадикално. Не само тоа, дури на улици почна од други раси да се шетаат луѓе, што е нормално. Што и така треба. Да. Ја еве ова идеја. Па ти од диаспората со кого шетаат на улица? Ја еве имав на интервју за работа радио тројца од Бангладеш. Ај сега. Рече еден совршен звонлив македонски учен некаде во околината на кај што ганг влегува во устието на ганг во Индискиот океан. Да прекрасна храна, нова трибина тука да. Пошто нели доваѓаат овие од еден традиционален галички кари. Галички кари. Не знам. Мислам сериозно. Не, сега изнаваш оваа идеја што иде меѓу наши бизнисмени дека ќе земарат Бангладеш луѓе. Ја еве почна виш и Бангладеш вака се редат, ред за да работат. Ред се редат бангладешјани. Бангладешани за да работат во кавадарци. За да работат во кај Митко Јанчев, не, кај Митко не да работат, Митко е граначалник во фирмите во Кавадарци, како да не. Да, па добро се. Па добро, види сега, кога ќе споредам и со други... Во Кавадарци е космополитски вака. Апсолутно и не само тоа. Кога ќе споредам со многу други градови во Македонија, Кавадарци навистина е ветената земја. Сега не знам како да ви кажам, сега не дека Елдорадо. Да. Сега ја пошто сум кавадарчанец, а не живеам у Кавадарци, валјда сум протеран од ветената земја. Силиконската долина на Македонија, така е, добро, ајде. Чекај се, мора да го прокоментираме ова. Одиме. Премиерот Димитар Ковачевски конечно имаме поларен патриотизам, добро. Слуша Еспресо со Златев и Боцевски. Ние овде промовираме теза дека тоа што го прави Русија на Украина
е истото што Бугарија на Македонија, само без војна. Значи, реториката е иста, негирањето е исто, негирање на постоење на украински народ, на украински јазик, истото го прави Бугарија зад нас. Еве Ковачевски стана патриот и се бори против Бугарија, кај беше Хелсинки? Во Рејкјавик. Во Рејкјавик. Затоа велам, ова е поларен патриотизам. Овако. Мене ми се допаѓа оваа терминологија на Ковачевски. Морам да го поздравам премиерот. Конечно свати што е национална црвена линија. Добро, значи конечно свати се. Конечно ќе сватал Лјупчо Ама добро, ако не влезеше во оваа глупост во која што влезе. Зошто тогаш сака уставни измени да направи? Вели вака. Македонија е меѓународно Северна Македонија или Македонија? Сигурно не рекол Македонија таму, добро. Тоа е за подома, кај нив, и за предизбори. Добро. Да. И пред наши, никако пред странци. Добро. Да. Македонија е меѓународно признаена како функционално модерно мултиетничко општество, каде што се почитуваат сите права. Добро. Дискурсот кој се користи од Бугарија кон Македонија, за жал е многу сличен на дискурсот кој Руската Федерација го користи кон Украина. Неприфатливо е таквите обвинувања да се злоупотребуваат за политички цели, особено во овој клучен период за иднината на Европа. Ајде. Заслужува да продолжи, не смееме да дозволиме влијание од трети страни, особено не од Русија, на срцето на Балканот, што е срцето на ова сега не ми јасно сега. Па не, он вика дека од Бугарија што не го прави, уствари влијание од Русија. Добра теза. Што дојде спакувано како француски предлог поддржан од Макрон. Макрон е рускиот играч во Европа. Не, Франција и Русија од две светски војни беа на иста страна. Да, тоа што американска амбасада Ескобар и Ескобар е руски играч од Стейт департментот? Не, ова стварно ме интересира. Ескобар изјавата што ја даде. Ама не, он вика дека тоа е добро за да не негираат нас. Значи, чекај, Ескобар поддржа руски наратив во Македонија од Стейт департментот. Да. И Макронот или се скапалата. Добро. Види не, далеко од тоа. Чекај се, значи. И потоа некој ќе каже овдека дека народот е неинформиран, така? Немој вите сега да ја браниш Русија овде, те молам. Абе, чекај се. Русија работи. Чекај се, кој си игра со интелигенцијата на овој народ сега? Са вили вака. Не сме прво ја обвинува Бугарија дека наративот на Бугарија е проруски, благодарение на тој наратив Бугарија овдека тера да промениш устав. И кој он ќе го гласа? Кон ќе го гласа? Па чекај, значи вака. Значи ние цело време не сваќаме по логиката на Димитар Ковачевски. Димитар Ковачевски е папет на Путин. Дали сваќате? Затоа што да, значи чекај се, Бугарија ја наметнува таа политика како дел од руското влијание во Бугарија. Така? Ковачевски во Македонија сака да ја спроведе таа затоа што ќе гласа за уставни измени. И ова значи дека Ковачевски работи за Путин. Плюс Келјав е исто како и Путин. Слично се движат, ја го гледам кој иде. Еве, го тераме, чекај се, го тераме ова на мајтап. Меѓутоа ве гледате. Ма на што друго може да го тераме? Ама не, сакам да ти кажам, потоа го правиме дека народот е прост, глупав, неинформиран, за разлика од разбудената интелигенција во Македонија, така? Се испаѓа дека тезиве се распаднаа. Тотално се распаднаа. Сега како може да тврдиш дека за ова, дека Бугарија со Македонија се однесува како Русија со Украина и да поддржува уставни измени? Да, ја го викам тоа, само не поддржувам уставни измени. Значи, јас сум искрен борец против руската агресија во Украина, затоа што викам се. За разлика од Жабир Дерала и Димитар Ковачевски, кои сакаат, они знаеш што викаат? Не, украинците не треба да се бранат. По логикава нивна. Они викаат, Украина нема што да се брани, Украина треба да прифати до кај сака Путин до таму. Цел Украина да му даде. Затоа што кога истата работа се прави овде, кога истата негација се прави овде, они се прифаќаат. Значи, они практично цело време во Македонија, па еве бе, другари американци од каде доаѓа руската пропаганда у Македонија, бе. Вие сваѓате ли толку проекти, толку пари фрлија у барање на руска пропаганда у земја, еве кај е руска пропаганда? Ние цело време ја бараме, овој бил, па не бил, па тој бил со русите, па не бил.
Но ствари цело време нас владава ни било со русите, затоа што поголема агенда од тоа да ги прифатиш максималистичките барања на агресорот, поголема руска пропаганда од тоа во овој момент, во оваа геополитичка, геосветска поставеност не постои. Не сакам да бидам десна верзија на Никица Корубинова, е малку саркастично кажано, нормално. но Сакаш, ние носиш, види, тоа е нели една од техниките логички како да се разбие една теза да доведеш до апсурд. Ти ја доведе. Ова е доведување до апсурд од секоја можна гледна точка, затоа што истите тие кои велат дека ова што го бара Бугарија е истото тоа што Русија го бара во Украина, тука го поддржуваат тоа што го бара. Не, и ова исто таа теза дека зарем мислите дека ова е најтешко на патот кон ЕУ? Да. Еве, најтешко е, затоа што нема врска со ЕУ. Значи, треба да престанеме со тие муабети дека имало реформи кои што вдека ќе биле тешки. Значи, не постои ниту една реформа која што е врзана со руската интеграција, која што нема поддршка од народот. И која што ќе биде тешка, многу лесно се ќе се реализира. Еве, да си кажеме. Многу јасно и многу гласно. Еве, еден нас, значи, ова е нешто што веќе не може ни да се коментира какава е глупоста на ова што го зборуваат. Првенствено поради една причина, а тоа е дека тие постојано го подценуваат овој народ, сакаат да го прикажат во една сосем спротивна форма, па зборат дека овој народ бил примитивен, русофилски, ваков или онаков. Значи, не, почитувани. Во Македонија никој не гаи особени емоции кон Русија, дури оние руски знамиња што имаат на Фејсбук, голем дел од нив никогаш не биле у Русија, немале некој контакт со Русија и така, на тоа може постои нешто ситно. Проблемот во Македонија е што македонскиот народ фаќа сеир на геополитичките маки на оние кои со години од нас прават будали. Значи, што е суштината? Јас пак ќе кажам, не само што не ја поддржувам руската агресија во Украина, туку сметам дека тоа е варварски чин да се прави на тло на Европа во 21 век. Но, македонскиот народ не го дели мојот став. Затоа што вие го излажавте македонскиот народ дека доколку го смени името ќе влезе во ЕУ. Ќе има бесплатно здравство во ЕУ. Да. Доаѓавте тука, доаѓаше Макрон, доаѓаше Тереза Меј, доаѓаше Меркел, кој се не доаѓаше. Така? Да. И сега, второ, го излажавте македонскиот народ дека доколку го реши војниот конфликт со рамковен договор, а не борејќи се за својата територија и за својата земја, дека ќе биде етаблиран во светот, дека ќе влезе во ЕУ и НАТО. Не влезе во ЕУ и НАТО. Тогаш во НАТО влеговме покасно, кога на НАТО му притребавме, односно кога геополитичките како се вика услови се наместија дека почнува еден конфликт на тло на Европа, добро е да се преброиме. Иако да почекавме, ќе влезевме без промена на името, затоа што му требавме на НАТО. Да. Трета работа. Го излажавте македонскиот народ дека територијалната поделба ќе не влезе во Европска унија, ќе не направи добро. Не го направи тоа. Македонците изгубија општини од кои до ден денес се иселуваат. Не изгубија општини, него се види. Главниот извор се случи еден етнички инженер. Четири причини од кои извира не поддршката кон Русија, туку фаќањето сеир во однос на руско-украинскиот конфликт, на тоа како се мачите, нели? Првата причина се вика рамковен договор, втората причина се вика територијална поделба, третата причина се вика преспански договор и четвртата причина се вика договор со Бугарија. Ова ви се 4 и петата дуи нормално што извира од првата, од Охридски рамковен договор, но сите ова се 4 извори на русофилија во Македонија. Кога овие 4 постулати на русофилијата, од кои извира русофилија затоа што поради нив македонскиот народ ве презира, кога ќе ги
редефинирате, кога ќе ги смените, кога ќе ги направите поправични за нас, ќе видиш како ние сите како народ поинаку ќе размислува. Дури самиот рамковен договор не би бил спорен да го нема во етничкиот триумфализам кај ДУИ. Океј, тоа е друга дебата. Не, зборуваме за перцепција. За перцепција. Не зборуваме за тематика. Ова етничкиот Во однос на перцепцијата и најголемиот извор на русофилија во Македонија е СДСМ и Димитар Ковачевски, затоа што се додека вие ги прифаќате нив како нормални партнери и преферирате да соработувате со нив, се дотогаш овој народ на вас ќе гледа така. Не, и да се разбереме, ова е стварно Значи, тема, ова е навистина тема. Сите овие работи што ги набра Липчо не се абсорбирани и дискутирани и не, она што викаат американците имаат еден израз да дојде до затварање на closure, нели, да дојде до да дојде не затварање, него да дојде до надминување на темата преку еден диалог во кој што ќе биде донесен заклучок за тоа како се оди понатаму. Значи, дебатата по сите овие теми не заврши. Да. Не заврши целосно. И сега работата е сето тоа македонскиот народ го разбра како работи кои што му се наметнати и беа наметнати, сега да бидеме искрени, овдека куршуми летаат овакво, па диво населје ни правеа. Диво населје, па потоа се зборуваше дека диво населје, замисли, било нарачка од нашите. Еве, ако сакате, ова ви ги кажав 4 столба, ако сакате, и Бехтел Јенка е извор на русофилија во Македонија. Знаете, затоа што кога ќе се наредите таму да се сликате со Димитар Ковачевски и со Артан Груби, а ние знаеме дека стотици и стотици милиони наши пари ќе украдат таму, извинете, сори, колку и да сака некој да биде поданик, не може да биде поданик. Затоа што, за да... Не, па тоа е идејата, види. Идејата е дека треба да биде. Идејата е, и ова што ЕУ што го види се, и ЕУ што го оттегнува не само нашето членство. Јас сум сигурен дека вакви сентименти, без разлика на другиот нас, има и во Албанија, на Србија, Босна, Црна Гора. Знаеш, за разлика, значи, ако не си член, не си равноправен. Ако не си равноправен, тоа има други имиња. Не се вика колонија. Не се вика партнер, знаеш. Партнер е кога си равноправен. Равноправен си кога си член, нели? Вака помокни земји. Јас немам никаков проблем и пред нив да попуштиме во одредени работи, но, пак ќе кажам, да добиеме нешто за возврат. Ние не само што не добивме за возврат. Значи, пази, кога го сменивме името во 2019 година, ја знаеш од што се плашев? Викам, сега овие од СДСМ ќе останат со години на власт, сега кој ќе почнат инвестиции, пари и така натаму, нели, за да купат мир овде, им го сменивме името, ајде им дадеме сега нешто за возврат. Ме разбираш, ето, тоа беше една моја логика, што беше многу погрешна во тој момент. И ја мислев дека од кога ќе се смени името, тука ќе почнат инвестиции, фабрики ќе се отварат и така натаму, за нас да ни ја купат, ме разбираш, да ни го купат тоа што национално не оштетиле. Точно. Да, барем да речеме, еве, подобро живееме од кога станавме Северна Македонија. Не само што не се случи тоа. Наместо да дојде инвестиција овде и ние да работиме и да имаме добри плати, дојде да не крадат преку Бехтел Јенка. Обратно се случи. Значи, наместо да станеме наградени, уште толку не испокрадоа. Ме сваќаш? Значи, логиката која беше? Нели заe викаше Google и Facebook? Ја викам, добро, будала, нема да дојат Google и Facebook, ама ќе дојде некоја фирма, ќе направи тука фабрика со 10.000 вработени, знаеш? Точно. Тоа и сега наместо тоа, фирми од таму доаѓаат овде да не крадат. Тоа Заев и го зборуваше. Значи, тоа зборуваше дека наводно инвестицијската политика е била погрешна на претходната влада, инвестицијска политика што направи вработување ширум земјава. Самиот факт дека ќе се потпише, нели, Преспански договор, ќе гргнат овдека инвестиции. Гледаме дека не е така. Ивице, затвараме оваа емисија, доста беше, ја мислам. Па, види, убав муабет си направиме домаќински, утре имаме и гостин, нели? Утре имаме и гостин, 2 со гостин, 3 со гостин, 2 без гостин. Добра недела во секој случај. Јас сум Лјупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија, заедно со Ивица Боцевски. Ово утро техничката реализација на Димитар Митровски
И Јордан Чушевски, Ивица? Не, ништо, само сакам ќе имаме и развојна оваа приказна околу точките кои што ги зборувавме денеска. Имаме интересни брифинзи од некои наши познати луѓе. Ајде, поздрав!